Добар ден, дечки на сите, како сте? Ајде да видиме денес како ќе биде работата. Добар ден, наставнице. Ајде да го поделам. Вака, ова што ќе го работиме. Почекаме некоја минута. Наставниче, Молам. денеска до 3 ќе видиме затоа што или папајче затоа што Ќе видиме ќе како ќе ни оди работата, ќе видиме. Ќе видиме како ќе биде. Како ќе ни оди работата. Вчера почнавме, нек ни не довршивме. За денеска пак ќе почнеме, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Ама како и да е, ќе гледаме да биде направено како што треба. Вака. Имавте нешто час денеска? Или ќе имате допрва? имаме историја после час. Во кога историја? Во 3:30. Во 3:30? Сите заедно? Или? Сите заедно или како? Не знаеме, мен наставникот ми кажа дека само дека ќе имаме, не знам дали Добро, готово. Ајде вака, Ајде вака, сега да си почнеме. Дали го гледате тоа што го споделив? Да. Ајде вака. Што не гледате? Што гледате се? Задача. Задача 1, така? Со секторски диаграм напишано на низ. Вака се. Ќе почнеме да ги работиме секторските диаграми. Јас ќе се селектирам сега задачава. Ака комплетно ќе ја копирам. И ќе ја решаваме задачата сега ние. Во нашиот дел. Наставниче, кој е насловот? Добар ден, наставниче. Значи, насловот е секторски диаграм, како што беше и вчера. Сега ќе решаваме некоја задача со секторски диаграм. Малку да го намалам ова, да го соберам вона. Ете така. Вака, ајде да си почнеме сега, па полека. Значи, секторски диаграм зборувавме минатиот час, представува како парче пита. Поделена на сектори. Значи, сега вака. На овој Добар ден, на овој секторски диаграм прикажано ние како учениците се хранат на училиште. Значи, по малиот дел си носат храна, а по големиот дел имаат храна на училиште. Се. Прашањето подае колкав процент на луѓе кои носеле храна од дома. Значи, храна од дома е означено со овој дел овдека. Значи, ајде да видиме, колкав дел од луѓето или колкав процент на луѓе или ученици носеле од дома храна.
Добро, Елена. А од кај знаете дека е 1/4? Вака ќе пишем. Така, 1/4 од учениците носеле од дома. Некој рече дека ова е 25% од сите, а некој рече дека аголот во секторот е 90 степени. Ова е овдека. Значи 90 степени е аголот на секторот. И ќе ни треба многу за цртање после. Ајде се вака, под Б. Колкав е процентот, еве да пишеме овдека. Ти ни се бараше процент. Рековме овдека 25%. А колкав е процентот на оние што јаделе на училиште? Што имале училишен оброк? 75. Како најде? 5%. Ако дадовме целиот круг, бидејќи целиот круг е 100%, 100 минус 25, 75. Значи ова е целиот круг. Сега одека имаме едно прашање. Целиот круг 100% представува нели 360 степени. Ама што ќе представува сега целиот круг? Во нашиот случај. Сите ученици. Така, тоа се сите ученици во оделението, во училиштето, уствари. Сега, бидејќи рековте, знаеме дека беа 25, кој ќе одземиме од 100, ќе дојме 75%. Значи, а колку е тоа во дробка? 3/4. Добро слушнавме, а како ќе го најдеме тоа? Дека е 3/4. Четири четвртини минус. Еве Елена кажува дека од 1 ќе одзеиме 1/4. Како што беше, значи може од 1 кој ќе одзеиме 1/4 ќе добиеме 3/4. Зошто така? Па 1 ни представува 100%. Четвртината ни е 25%, кој ќе одзеиме ќе добиеме 75% или 3/4. А ова можеш и од озгора. Ако го пишеме ова 100, а ова горе 75, па ако кратевме со 5, добиевме 20 со колку? Со 15. И ако еднаш ще скратиме со 5, ќе добиевме 3/4. Значи учевме ова. Се, задачата под В. Вика, ако во училиштето имало 236 ученици, вкупно, се треба да определиме колку имало во двата делови. Ајде во овие први што носеле од дома. Како ќе најдеме? Нели можевме да пресметуваме 25% од сите, ама можеме и 1/4 од сите. Како ќе пресметуваме? Како е полесно, што мислите? 25%. Како ќе го најдеме? Не е полесно четвртина, само ќе оделите со 4? Добро, ај како ќе го пресметате со проценти? Ај како ќе го пресметате со проценти? Како ќе го пресметаме ова првиот дел? Овдека. Учевме. 100% се сите ученици. Сега треба нели 25% да најдеме. Можеме да најдеме првин 10% колку се, ако делиме со 10. Ќе добиеме дека се тоа 23,6, ама тоа не може да биде. Ама ајде сега, ќе го дуплираме, ќе добиеме 20%, ако ова го дуплираме, ќе дојде колку? Значи 23,6 дупло 47,2. Сега ни требаат уште 5%. Значи за да најдеме 5%, ова можеме да го делиме со 4 или можеме
ова 10% да го делиме наполу. Во двата случаи ќе добиеме 5%. Са многу е полесно 10 наполу, отколку 20 на 4 да го делиме. Тоа значи дека ова кој ќе го поделиме наполу, колку ќе дојде? 1,8. Значи 11,8. Тоа значи сега дека треба да соберите 20, го избришав наместо да го соберам. 20% плюс Значи 5%. ови, опа, го избришав, момент. Шо му е на ваше бришав, дека? Еве вака. Значи 20% ги собираме со 5% и само ќе ги собериме. И колку ќе дојди сега тоа кој ќе ги собериме? Значи 25% се колку? 58. Значи сега, ама видете сега, ова и ова ги собираме, значи 0,1, 7, 1, 8, 1, 9, значи 4, 1, 5, 59. Значи 59 ученици, значи овдека се 59 ученици носат од дома. Се видите колку беше полесно да пресметате. Поделиме само со 4. 1/4 од 236, тоа значеше 1/4 по 236, а тоа значеше колку? Ова 236 е целото и го делиме на 4 делчиња и ни треба ова овдека. Значи 236 ако го поделите со 4, ќе добиете 5 по 4, нели? 20, 36 е 9. Значи едно делче е 59. Значи и ова овдека ќе биде 59. Јасно ви е? Значи можете како сакате да го пресметате, ама треба да го пресметате на лесниот начин. Сега, штом најдовме дека едното делче е 59, како ќе најдеме колку имале на училиште ручек? 59 по 3. Па да, затоа што ова нели е така, бидејќи ова е 3/4, ова ви е 3 пати по 1/4, односно 3 пати по 59. Еден од начините. Тоа е колку? 9 по 3, 27, 7, 2, 15, 2, 17. Тоа е еден од начините. А другиот начин беше, ќе сменам и бојата сега. Од 236. Така, од 236 што беа сите, да ги одземите 59 и повторно ќе добиете 177. Дали ви јасно? Да. Еве, првата задача ја решивме. Сега одиме на втората задача. Еве овдека. Малку ќе намалам, за да можам да ја селектирам. Еве овдека. Ова задача се однесува на музички инструменти, на кои што свирале учениците во едно училиште. Еве ова е. Ќе отворам нов документ. Нова страна за нареднава задача. Еве го. Значи сега имаме вака. Во овој диаграм прикажани се споредуван бројот на луѓето во едно или учениците во едно училиште кои свират на различни инструменти. Сега во првата задача, колкав дел од учениците го свират секој дел од инструментот. Значи, колкав дел? А да видиме, први, што најмногу свират учениците? Пијано. Пијано. Значи, најпопуларен инструмент е, како рековте, пијаното. По што знаете дека е најпопуларен? Бидејќи има најголем Зафаќа најголем дел. Така, оти најголемо делчето е, најголемо е секторот. Сега, ајде да видиме. Виолината. Сега треба да најдеме колкав дел.
Колкав дел од целиот круг зафаќа виолината? 90%. Значи, колкав дел од целите? 25%. Така, 25%, што беше еднаков на четвртина, или некој спомна 90 степени, ќе ни треба да го нацртам. Овде ќе има рекордер, значи снима, тој што снима. Вајде рекордер е нешто што снима, ама не знам што инструмент е овој. Знае некој што инструмент е овој? Појма немам. Ај, сад ќе видиме, Чичко Google знај, сад ќе видиме што е тоа. Мислам дека е флейта. Еве овдека најдов нешто, музички инструмент, виш, Баш јас пребарав нешто од флейта. па нешто ко флейта, вика дека е, еве на Википедија има, ќе го отвориме, сега ќе видиме, ќе го ставам линкот за да го видите. Рекордер музички инструмент, тоа е нешто како кај нашиве кавали што се викаат. Еве го линкот, ако сака некој да прочита, ќе го вратам назад. Ќе го наместам во OneNote. Еве го линкот, кај што може да си прочитате нешто повеќе. Еве са и слика ќе ви наместам. Да видите ствари што представува тој рекордерот. Ќе да научиме нешто, еве и музичко ќе поднаучиме. Еве, ви вака, еве што испадна за рекордер. Знаете, најразлични рекордер, значи најразлични видови надувачки инструменти. Се вајле нешто слично како нашине кавали. Еве ги винт, вудвинт и се викаат најразлични, не е ни битно. Еве вака се. Значи ова се како ќе ги наречиме? Кавали по наше, Кавали. Ајде кавали нека видат. Колку се тие? И 3/4 90. Така, значи, оние што свиреле на виолина и оние што свиреле на кавал имале еднакви. Така, сега, што можеме да заклучиме? За пијаното рековме најмногу, а кларинетот друг. Што мислите? Ајде, ќе правиме проценка. Колкав дел мислите дека се на кларинет? Кларинет. 1/12 рече, така? Да. Тоа во агол колку би било? Од 360 степени. Тоа е колку? 360 делено на 12. Така, тоа е колку? 30. 30. Не 30 степени е аголот. Значи овој агол одговара на 30 степени. Сега, како најдобро да го процените? Ако користиме повторно часовник, ова е 12, ова е 3, ова е 6, ова е 9. И сега треба на 3 да го поделиме, ова е таман. Еве, 7, 8 и 9. Значи таман се 30 степени. Сега, ако е 30 степени, колкав дел сега ќе најдиме од целото зафаќање? Еве, најдовме 1/12. Колку е во проценти ова? Може да каже некој? Како ќе го најдеме во проценти ова? 90, ама тоа е 90 степени. А на 90 степени е 25%, значи 25% ќе го делиме со 3. И тоа ќе дојде колку? 25 делено со 3 е колку? 8,1%. Значи тоа е по краткиот начин. А ако сакате поинаку, 1/12 во проценти требаше да го множиме по 100 и тоа што ќе го добиеме ќе дојде во проценти. Значи тоа ќе дојде 100/12% или 50/6% или еве го 25/3%.
И тоа е истото. Дали ми јасно? Значи, не гледате дека некојаш ни е полесно аголот да го најдеме, некојаш ни е полесно делот, а некојаш и процентот. Дали ви јасно? А како процент го најдовме и како агол го најдовме. Ај сега да видиме пијаното колку ќе дојде. Што мислите? Како ќе најдеме колку? 50, Молам? 150, Ама 150 е 150 150 степени аголов. Ово е овде. 150. Ај ќе запишам. Значи, нас ни треба сега и процент и дробка. Значи, за пијано. Еве, рековме 150 степени. Како аголот. Значи, ова е аголот на секторот. Или на делот. Сега, ни треба процентот. Или пак дробката. Како ќе најдеме? Во проценти тоа би било ако од целото со се кларинетот го поделиме на пола, Добро, и после? по 25 Околу степени. 42%. Ама чекај. Добра е идејата на Стефанија. 25 степени е горниот дел. Ама вака. Колку е? Вака, добро почна, слушај. Добро почна. Пијаното и кларинетот. Колкав дел прават? Еве, ја ќе пишем сега. Пијано плюс кларинет. 50%. Ете така. Значи прават 50% или прават половина. Кларинетот колку правеше? Ај како дробка ќе го направиме. 1/12. Ќе биде еднаков на половина. И сега да видиме колкав е делот на пијаното. Пијаното плюс 1/12 и 1/2. Колку е делот за пијаното? Како ќе најдеме? Не мора да ги собираме душот од ова што го имаме овдека. Треба овој дел што ќе биде дробка, значи треба 12-тинава овдека и оваа половинава да бидат исти. Една 12 со 6 прошируваме. Сега, колку 12 плюс 1 12 даваат 6 12. Епа 5 12. Оти 5 и 1 прават 6. Значи за пијаното имаме 5 12. Ај сега да видиме колку е во проценти ова. Можеме директно, а можеме да искористиме тоа што го знаевме претходно. Што знаеме претходно? Знаеме 1/12 колку е во процент. Колку беше ова? 8,1/3 по 8,1/3 проценти бе. А сега имаме одека... Епа така, значи 5/12 уствари е 5 по 1/12, а тоа е колку? 5 по 8,1%. Сега внимавајте, овдека е во мешан број. Не можеме да помножиме да добиеме 41/3, ама може и вака. Можете од 50% да го одземите процентот што беше кај кларинетот, а кај кларинетот беше 25/3%. Вака, да не биде во мешан број. Колку е 50 минус 25/3? Како се одземаја дробки? 50-ката со каков именител треба да ја напишеме? И како се одземаја дробки? Требаше да ги направиме со исти именител. 3 поделено со 1 е 3, 3 поделено со 3 е 1. 50 по 3 имате 150%
минус 25%, това е 125% врз 3, или ова е 41%, това е 123,2%. Та истото ќе го добиеме овдека, ако ова го помножиме со 8 по 3, 24, 25 третини. И ако помножиме, ќе добиеме А 125. можеме и 58 на третина да го земиме со 100. Како мислиш? Како, Стефан? 58% на третина да го земиме со 100. 58 и 1 третина. Зошто 58 и 1 третина? Биро на сите, освен пијаното, е 58 и на третина. Аха, да, од 100 да ги одземиш, ќе го добиеш истото. Да. Од и сите три други, ако ги собериш. Може и така. Не е битно начинот на кој што ќе го пресмете. Дали е јаснато? Вика, сега вика, кој број, барањето под Б, кој број треба да го знаете, за да може да го определите колку ученици учат од секој од, свират секој од предмети, од инструментите. Што треба да знаете? За да може да определиме колку ученици свиреле виолина, колку клавир, колку кларинет, колку пијано, колку на кавал. Што мислите, што треба да знаете? Бројот на ученици. Добро, може вкупниот број. Друго нешто? Може вкупниот број. Дали некој има друга идеја? Дали мора да го знаете вкупниот број или може нешто друго да знаете? Бројот на деца што учат само години. Така, и тоа е доволно. Значи, доволно е да знаете и колку ученици свиреле некој од било кој од овие инструменти. Дали ви јасно? Зошто? Затоа што ако знаете, например, колку свиреле на кавал, од тоа што знаеме дека тие се четвртина од сите, ќе ги најдеме колку се сите. Ќе напишам и со жолто. Чи можно. Наставниче, колку на дувачки, колку на... Не мора. Доволно да знаеш само колку ученици се во било кој од делоите. Може и ако се знае било кој, ако се знае, вака да напишеме, бројот на ученици во било, ево дека ќе одам десно, дали ви јасно? Значи, во било кој, еве вака, во било кој од категориите, а тие се рековме, нели, инструменти во нашиот случај. Дали ви јасно? Значи, ако знаевме било кој инструмент, колку ученици има, бидејќи најдовме какви се деловите, ќе најдевме колку има во секој. Значи, тоа ќе не бидат наредните задачи. Еве, одиме сега трета задача. Во оваа задача сега гледате дадени се аглите. Да намалам уште малку, за да можем да го копирам целото. Еве вака. Значи, сега имаме третиот пример. Сега ќе ја зголемам малку, овака, за да го видиме како што треба. Евака се. По третиот пример, дадени ни се А, Б, С, Д и Е секторите, сите со нивните агли. На кој сектор не го знаеме големината на агол? А како ќе го најдеме колку е на Е? Сите сабрани, Збирот на сите ќе го земиме со 360. Зошто со 360? Бидејќи цел круг е Од еден круг има 660. Ете така, добро е. Значи, ајде да го најдеме колку е тоа. 120 собрано со 90 е 210. Потоа собрано со 110 прават 320. Уште колку ни треба до 360? 40. Значи 40 степени ќе имаме за Е.
Ајде вака се. Ни се бара колкав е делот од питата представен со А, Б, С, Д и Е. Ајде одиме за делот А. Вака, нема место тука, овде кај ќе пишем. Делот А. Во колкав е делот, значи го знаеме аголот, сега треба да направиме и во дробка и во процент. Значи се внимавајте, делов е во степени. Овие 120 степени се од колку? Од 360. Сега, ако го запишуваме како дробка, значи како пишувавме, дробката беше броител со именител. Во именителот го пишувавме целиот дел, целиот круг, а во броителот го пишувавме делот. Значи ќе биде 120 врз 360 степени и кој ќе кратиме колку ќе добиеме. Значи први кратиме со 10 нулите, а потоа кратиме уште еднаш со 2, па уште еднаш со 2 и ќе добиеме 3 деветини, па ако скратиме со 3 ќе добиеме 1/3. Значи, делот А, што е 120 степени, одговара на третина. Потоа, колку е во процентов? Значи, ова е третина. Како ќе најдеме колку е во процент? Да го поделиме со 100. Ама нели како ве учевме? Еден број се претвора во процент ако само го помножите по 100. Значи ова ви е 100 врз 3%. Или тоа е колку? 33,1/3%. Значи, за да претворите дробка или број во процент, само множите по 100. Сега ќе ни треба и едното и другото, затоа го ставам. Ајде се одиме делот Б. Тоа е многу полесно. Колкав е делот Б? Мола? 25%. Добро. А во дробка? Ето е така. Ајде да запишам јас. Значи, делот Б, рековте дека е 25% или 1/4. Ајде да име делот сега Ц. Значи, делот Ц. Се вратиме горе. Колкав е аголот? 6 степени. Аголот е 60 степени. Како ќе најдеме колкав е делот? Половина од 120. Половина од 120 може така. Ама гледај сега што е проблемот тука. Значи 60 степени, ајде вака ќе пишем, е една половина од 120. Така? 120 колку беше аголот? 1/3. Значи овде ќе имаме половина од 1/3. А колку е половина од третина? Така. Ова е 1/6. Ако вака ви е тешко, значи можете вака да го пресметате. 60 степени е делот, а целиот круг е 360. А ако скратите ќе добиете 6 врз 3 е 6, односно 1/6. Сега го најдовме како дробка. Ајде да видиме во процент како ќе биде. Значи исто како преска. Значи 60%. 1/6 по 100. Така. Ова ќе биде во проценти. Тоа ќе биде 100 врз 6 во проценти. Ќе скратиме со 2. Ќе биде 50 врз 3%. А сега колку цели тоа е? Ако е 16 е 48 и 2/3%.
Дали ви јасно? Значи, сега да се вратиме на овдека да пишеме 1/6 или колку беше проценти? 16,2. 12% и 2/3. Или пак, а беше овдека ќе пишам 100/3% беше, а ова е наполу 50/3. Така беше? Ајде сега да видиме малку, ќе биде овдека терсене. 50. Значи сега D, 50 степени ни треба. Значи делот D има агол 50 степени. Како ќе го пресметаме ова во дробка и потоа во процент? Искористете го ова што го кажував овдека. 50 врз 360. степени. 50 врз 360 степените, па ќе се скратат. Кратиме нулите. 5 врз 36 се крати понатаму? Не. Епа не се крати. Значи колку останува? Во дробка е 5 врз 36. Ајде сега да видиме во процент. По 100. Така, 5 врз 36 го множиме по 100 и добиваме процент. Е сега, значи имаме 5 по 100 врз 36 и ова целото е процент. Сега ќе кратиме со 2, че овие две се кратат. Овдека ќе имаме 50, овдека ќе имаме 18, значи ќе имаме 5 по 50 врз 18, ова е проценти. Кратиме уште еднаш со 2, имаме 5 по 25 врз 9 проценти. И колку е ова пресметано? 5 по 25 колку е? 125 деветини или како мешан број колку? 1,9 кој ќе одземе 35, 4, 36, 3, 19 по 9 по 13 колку се? Тоа е 59 по 3, 27, 7, 2, 50, не сгрешив јас, 9 по 3, 27, 7, 2, 9 и 2 и 11. Значи овдека е 8 врз 9. Е вака ќе даде. 13,8 проценти. Јасно ви е? Значи не се баш лесни за пресметување. Ајде да запишам, D беше како дробка 5 врз 36. Значи 5 врз 36, а како процент беше 125 врз 9. Така ќе го пишам. 125 врз 9 проценти. Е сега. Б го пресметавме на почетокот. Аголот го најдовме. Е сега. Пресметај го делот кој одговара на буквата Е. Како ќе најдеме каква е дробката сега? Што одговара на Е. Имаме неколку начини да го направиме. Како би пресметале вие? 100% минус разбиот на ABCD. Добро, тоа е прилично комплицирано, но имаме различни дробки. Ајде вака, прв начин ќе го напишеме твојот. Значи тоа би било 100% минус А, Б, С и Д. Така? 100% минус. Делот А беше, ајде да се вратиме колку проценти. Беше 100 врз 3%. Леко ќе биде са незгодно. 100 врз 3%. Делот Б беше 25%. Делот С беше колку? Види, 50 врз 3%. 50 врз 3% и делот D, еве го сега го пресметавме 125 врз 9. Е сега, како ова ќе го пресметам? Може, ама прилично потешко. Како ова ќе го пресметам? Што за 5% го претвараме во една. Во каква дробка треба да ги претвориме сите што се во заграјата напишани? Тоа е многу битно. Со каков именител? Е, па кој е истиот на 3, 3, 9 и 1? Значи на тројката
на кецот, на тројката и деветката. 9. НЗС на 1, 3 и 9 е 9. Тоа значи првото го проширувате со 3, ова со 9, а со 3 и со 1. Значи имате 100% минус, сега да видиме, 100 по 3 е 300%. Плюс 25 по 9 колко? 250 минус 25 е 225. 50 по 3 е 150. И овдека е 125. Ама ова целото ви е грешно, врз 9%. За колку се собрани овие? Ова ќе го напишеме, нели? 900 врз 9, првото, минус, колку е сега собрано горе? 300 и 225 е 525, 150 и 125. Кој ќе ги собериме овие сите, 5, 7, 9, 1, 10, 0, 1, 5, 6, 7, 1, 800 врз 9 и кој ќе ги одземиме? 100 врз 9%. 100 врз 9% е делот Е. Значи тоа е 100 врз 9%. Овој беше еден од начините. Како процент да го напишем. Дали може поинаку? Како? Чекај да видам да се вратам назад. Делот А ќе го поделиме на колку? На 3 дела. Зошто на 3? Така, еве втор начин. Добро, браво Селена. Значи твојот начин вика делот А ќе го поделиме на 3 делови. Значи, делот А беше голем, еве колку беше, 100 врз 3, како проценти, или беше како дробка третина. Е сега, кој ќе го поделиме со 3, че вака ќе пишеме 100 врз 3 проценти, го делиме со 3, или 1/3 го делиме со 3. Се што значише да делиме со 3? И собериме цифрите и да видиме дали се... Добро, ама сега не можеме ни во едниот, ни во другиот случај. Значи, гледај се, имате овдека третинка. Евак. Значи, сега ќе земам третина од круг. Значи, евак, ова е третина од круг. Сега, кој ќе го делите на 3 дела, добиете еве 3 дела. Тоа значи дека ова третинава ќе го делите на уште 3 делови, значи ова ќе ви стане 9. Разбирате? Е сега истото и ова, значи именителот се зголемува, значи ова ќе биде 100 врз 9%, колку што го добивме горе. Значи тоа ќе биде или 1/9 или 100 врз 9%. Разбирате, ама многу беше незгодно за... Значи мислам дека може, че 360 делен на 40. Епа, не обратно ќе биде. Друг начин. Јасно е, Елена, зошто може вака? Не би го избрал вака, затоа што не е учено делење на дробки ние. Ама може и вака. Трет начин да видиме кој? 40 делен на 360. А, е така, да. Оти 40 беше аголот и ова е 360. Кој ќе скратиме, ќе добиеме 4 врз 36 или 1/9. Ова е дел. Делот како дробка. А како ќе го најдеме во процент? Требаше да направиме. По 100. Така. И ќе го добиеме во процент и тоа ќе дојде 100 врз 9%. Дали ви јасно? Дали може уште на некој начин да го добиеме делот? Освен на сите овие што ги кажавте. Никој не спомна да ги одземиме дробките. А јас ќе го кажам како четврт начин. Значи, целиот круг е едно цело. Минус. Дробката за А беше третина.
Дропката за делот Б, враќам горе, беше четвртина. Одека е четвртина. Потоа за делот С, Една шестина. шестина. Делот Е беше многу голема дропка, мислам дека беше 5 врз 36. 5 врз 36. Сега, како ќе го најдеме делчето? Сега во овој случај. Кецот го препишуваме, што правиме во заградата? Многу е битно. Со каков именител? Ова 36 не е 6, туку 36 е овде. Кој ќе биде именител? Колку е НЗС од сите именители? 36. 3, 4, 6 и 36. Зошто е 36 НЗС? Затоа што се дели Така, со сите броеви. Ова е 12, ова е 9, ова е 6, ова е 1. Па имам 1 по 12, 12, 1 по 9, 9, 1 по 6 е 6, 5 по 1 е 5. Значи имаме 1 минус, сега 12 и 9, 21. И 6, 27 и 5. Да не сгрешим. 21 плюс 11 се 32 врз 36. И сега како ќе го пресметаме? Како ќе одземеме овдека? Како учевме? Неколку начини постоја. Како ќе го одземеме овдека? А дечки? Можевте овој кецов што е. Колку 36 има во него? Тоа е еден од начините, па да го одземевте 32 врз 36 и ќе добиевте 4 врз 36 или 1/9. Вториот начин, сметам дека е многу попрактичен одека, е да ви текне уште колку 36 ви требаат за до едно цело. Колку треба да му додадам на броителот за да добијам 36? Уште 4. Па 4 врз 36. Еве го истото решение. Кој ќе скратам, ќе добијам 1/9 повторно. Тоа значи делот што требаше да го определиме е 1/9. Видите колку задачи, затоа намерно оставив да решаваме секторски диаграм, затоа што ќе повториме се во секторски диаграм. Одиме на четврта задача. Колку има? 6 задачи. Се мислам дека овие денеска сите ќе ги завршиме. Мислам дека и не ја довршивме задачата. Имаш уште барање. Дај да видам. А не беше ова, е? Месенџер, Мола? да завршиме. Ќе завршиме. Уште малку. Знам дека имате час, колку имате историја час? Во 4:15 му Охо, има време. Има некој во 3. 4:10. Добро, секој има различно. 3. Готово, до 3 и по сега кој ќе завршиме. И побрзо ќе завршиме. Сега гледајте. Вика, ако А се австрици, Б се бугари, Ц се хрвати, Д се данци, Е се естонци, кои учествувале во истражувањето. Ако учествувале вкупно 120 луѓе, сега треба да најдеме колку биле од секоја националност. Значи, вкупно биле 120. Еве овде. Сега ќе го споделам уште еднаш, можно. Закучки каде? Знакот, че јас сега ја прекинав, сега ќе ја споделам уште еднаш. Еве. Значи, ако биле 120, како ќе најдеме колку биле австрици? Колку беа во А? Каква беше дропката за А? 1/3. И сега како ќе пресметам 1/3 од што? Значи сега пресметувате 1/3 од 120. Колку е тоа?
Значи тоа е 120 врз 3 или 120 поделено со 3 или 40. Значи овдека се 40 луѓе. Во Б бугари, како ќе најдеме колку биле бугари? Една четвртина од 120. Така, колку е тоа? 120 делено со 4 или 30. Значи овдека се 30. Сега имаме Хрвати по Ц. Како ќе најдеме колку се? Една шестина од 120. Една шестина од 120. Колку е тоа? 20. 20. Значи Хрвати биле 20. Еве овдека ќе пишеме 20. Сега имаме по Д, данци. Д беше 36 од 120. 5 врз 36 од 120. Сега е многу незгоден број, ама ќе видиме. 5 по 120, овека треба да помножиме врз 36 и сега да си кратиме. Со 2 ќе кратиме, тоа ќе дојде 5 по 60 врз со 2 кој ќе скратиме, долу ќе дојде 18. Ако скратиме уште еднаш со 2, ќе добиеме 5 по 30 врз 9. Така. Овде ќе имаме 150 врз 9. Овој не се дели, ова е сгрешено, сигурно нешто. Оти бројот на данци нема да ни дојде цел број. 360, значи овдека нема да дојде цел број луѓе. Разбирате? Оти 150 делено со 9 не се дели. 1 и 5 е 6, не се дели со 9. А да име естонци. Како би нашле? Тоа што беше е. Како беше дропката за естонци? Значи дропката за естонци е. Делот за е беше 100 врз 9 или 1 деветина. Овдека е 1 деветина. Значи би имале 1 деветина од 120. Тоа е 120 врз 9 и овој број не се дели. Значи сгрешено му е по задачата. Јасно? Значи не се дели 120 со 9, се дели со 3, ќе добиеме 40 врз 3, ама 40 врз 3 луѓе не е цел број. Значи нешто е сгрешено во задача. Дали ви јасно? Да. Опа, го исклучив прозорот што требаше да ви го споделам. Ајде сега да решиме заредната задача. Значи, еве го. Сега одиме на наредната задача. Беше реков четвртата. Ова се видови на сендвичи. Еве така. Ќе го сколемам ова. Еве така. Значи овика се работи за на екскурзија, некои ученици ќе оделе на екскурзија, па требало да порачат каков сендвич сакаат. И сега се имате туна, со домат, пилешко, со јајце, со сирење и така натаму. Значи, како рековме, да се подсетиме, дека изборите што се во питава напишани, еве овдека вака, се викаја категории. Значи имаме 1, 2, 3, 4, 5 категории. 5 категории. Првата беше туна, потоа домат, пилешко, потоа јајце и сирење. Секоја од овие категории представуваше сектор. Сега, вика измерете ги аглите. Сега нема да ги мерите ви аглите, затоа ви требаше агломер и јас ќе ги напишем големините. Значи, ова е 90 степени. Ова е... Што почнавте да го чите? Уште малку завршуваме, кој издржавме толку добри сте. 30 степени, ова е 120 степени. Значи, сега, аглите вие требаше да ги измерите, ама јас ги измерив за вас овдека сега. Очигледно се гледаат тука. Еве ќе запишем.
туна е 90, доматот е 60, пилешкото е исто толку, јајцата беа 30 степени и сирењето 120 степени. Сега вика, ако 60 ученици одат на екскурзија, тогаш да видиме по колку ученици избрале сендвич. Значи, одат 60 ученици. Значи, на екскурзија одат вкупно 60 ученици. Сега треба да најдеме по колку ќе има на секој од овие. Значи, сега бидејќи Аголов не ни брка работа, мораме да ги пресметаме како дробки или како проценти, ако бидат лесни, ама бидејќи се со 30 тешко. Значи, дробка ќе биде најлесно во случајов. Како туната во дробка? Значи, 90 врз 360 или 1/4. Ова е 60 врз 360 или шестина. И пилешкото е 1/6. А ова 30 е полојње од ова, значи колку ќе биде? 30 врз 360, значи 1/12. А бидејќи ова е 120 степени, овие две ќе ги собериме, или ќе ги собериме овие две и ќе го добиеме истото. А бидејќи по обој шестини да собираме, 1/6 и 1/6 се 2/6 или третина. Ако ги собериме овие, ќе имаме четвртина со 12, па четвртинава ќе треба да ја правиме 12, ќе имаме 3, кои ќе собериме со 1/12, ќе добиете 4/12 или третина. Сега, бидејќи ги имаме деловите, да видиме по колку ученици го направили изборот. Сега за туна. Како ќе најдеме колку ученици има? 1/4 од 60. Така, колку е тоа? Колку е четвртина од 60? 15. Како најдовте? Го поделивме. Па 60 го делите со 4, бидејќи наполу е 30 со 2, уште еднаш наполу е 15. Значи во туна порачале 15 ученици. Сега, ова дали треба да пресметуваме? Ајде, што мислите? Ајде, со домат. Како ќе најдем? 1/6 или 1/6 од 60, тоа е 60 делено со 6 или 10 ученици. Значи со домат се 10, исто така и со пилешкот е исто. А јајца? Колку ученици ќе бидат? 5. Па наполу, затоа што 30 степени е дупло помалку, тоа значи автоматски дупло помалку ученици. А сирење е 120, тоа е 15 плюс 5, 20 ученици или 10 плюс 10. Дали ви јасно? Сега, внимавајте што е остатокот од задачата. Одговорниот наставник за екскурзијата ги порачал сендвичите пакувани по 5. По колку пакување од секој вид сендвич мора да нарача? Значи, туна колку пакувања му требаат? Дака, ќе пишем со друга боја. Му требаат 3 пакувања, затоа што 3 по 5, 15. Од содомати? 2. Пилешко? 2. Значи 2 пакувања, затоа што беа 10 и после имаме со јајце? 1. Значи имаше нели купно колку беа? 5 ученици, значи 1 пакување и после беше со сирење? 4. 4 пакувања. Значи 4 пакувања, затоа што беа вкупно 20 ученици. Дали ви јасно? Сега ќе ви ја прикажам задачата за дома. Тоа е 5-тата. Ева овдека. Таа ќе ви биде за дома. Ќе ја наместам, да, ама сега додека ви ја наместам, да ја видите,
Обично нацртајте го тоа. Јас ќе ви ја наместам во квиз како што треба, ама еве сега да ви ја прикажам за да може да си направите скриншот и да ви објаснам што е задачата. Ева се. Овој секторски диаграм што гледате. Прават ученици од 600 и сака во оделението има 36 ученици. Значи ја ви раскажувам да не го читаме. Значи во оделението има 36, еве 600 оделение има 36 ученици. Значи се работи за бројот на миленици што ги имале вашите соученици. Сега треба да најдете што е можно повеќе информации од вака зададениот податок. Значи 36 вкупно ученици биле испитани и резултатите за милениците се 1, 2, 3, 4, 0. Значи бројот на миленици 1 миленик, 2, 3, 0 и 4 миленичини. Разбирате? Сега, бројот на податоци, еве јас ќе ви помогнам. Ќе го направиме. Ова ќе биде 90 степени. Овие две се исти или не се исти? Што мислите, тројката и четворката? Тројката и нулата? Исти се. Да. По 60 ќе бидат степени овие. Исти. Тројкава колку ќе биде 30 степени или 20. 30 степени ќе заеме оваа и најдете го кецот и најпишете колку што можете поќе информации. Значи колку е процентот, колку е аголот, колку има во секој од изборите и така натаму. Дали е јасно? Значи повторувам, 36 ученици се вкупно и кецот значи 1 милениче, двојката 2 миленичења, тројката 3, четворката 4 миленици 0,0. Треба да определите колку е кецот и напишете што е можно повеќе информации. И со тоа завршивме денес. Спремете се за наредниот час, па се гледаме во понеделник. До гледање. До гледање, дечки. Добре. До следниче.